Ширењето на заразата со COVID-19 не стивнува, но тоа што станува алармантно е исто така делумно или целосно згаснување на одредени дејности. Музичарите неодамна излегоа на протест и го изразија своето незадоволство, поддржување исто така на една пресконференција на ново формираното здружение, каде што инсистираат на преговори со Комисијата за заразни болести да се дојде до известно решение на нивниот проблем. Од почетокот на кризата од март месец до денес, голем дел од нив се останати практично без никаква работа и екзистенција. Денеска на оваа тема дебатираме со Гоце Стевковски, многогодишен тапанар и председател на Сдруженијето на џез музичари на Македонија. Добар ден, Гоце. Со Петар Младеновски, Пеце од Суперхикс, попознат како Пеце од Суперхикс, кој е член на Сдруженијето за управување на правата на музичарите на Македонија. Тоа е ново формирано здружение. Вие одржавте пресконференција пред 3 недели и чина подосна ќе го споменаме вашата средба со член од Комисијата за заразни болести. И разговараме со Џон Илија Апелгрин, вокалист, гласноговорник кога станува збор за овој проблем. На социјалните мрежи видовме ваши коментари и изразување вашето незадоволство. На оваа дебата можете сите сега целосно на јавноста да ја објасниме точно што барате, бидејќи малку излегува невкусно, верувам, дека во моменти кога бројките кажуваат една состојба, предлагаме протоколи за опстанок на една дејност, така што да ги појасниме малце работите околу протоколите и околу вашите барања. Ајде да почнеме од Џон Илија Апелгрин. Добро. Вие негодувате. Сметате дека овие протоколи кои се пропишани, мерките исто така, можеби не очекува повторно и затварање, нов локдаун. Како музичарите ќе опстанат во оваа ситуација? Она што мене ме вади од кожа е тоа дека веројатно членови на комисијата или на владата воопшто немаат предвид дека огромен број на музичари не се вработени во институциите на државата, како што е Националната опера или филхармонија или музеи или уметнички културни работници има кои живеат исклучиво од својата културна дејност, меѓутоа не се вработени никаде и со состојбава која е ваква во моментов немаат начин да направат приход за себе и своите семејства. Дали можеби знаете за колкав број на луѓе станува збор? Па, предпоставката е дека сме околу 20.000 музичари кои се директно и индиректно зборувам, не се само музичарите, туку има и луѓе што изнајмуваат музичка опрема, значи да, дејноста си има целовитост и во тие сегменти, верувам дека и оние кои вложиле во своите опреми не можат да ги... Она што е страшно е дека протоколите кои се воведоа кога имавме 20 заразени дневно, кога се забрани настап на пејачите, затоа што тие се најстрашни кога станува збор за комисијата и нивниот поглед на музиката, протоколите се донесоа и се забрани музички настап кога имавме 20 души дневно заразени, сега имаме 500-600. Исто така сме забранети. Дозволено ни беше да настапуваме во септември, кога имавме 300, 200, што е сосема нелогично. Во нормален свет, кога се носи некаква забрана и кога на луѓето им се забранува да приходуваат вршејќи својата основна дејност, тогаш државата треба да понуди пакет мерки со кои што тие луѓе нема да станат социјални случаи повторно на грбот на државата. Поеќето и се. Така да сметаме дека без никакви без буквално никаква логика Комисијата за заразни болести, што се однесува до нашата професија, носи забрани во исто време, додека зборуваме денес, дозволена е работа на козметички салони, каде што предпоставувам дека клиентите и тие што се вработени се на колку што е должината на рацете од далеченост. Така да
Има нелогичности тука. Добре, ке речат дека тие ги почитуваат бирките, односно носат Кој заштитни вика дека ние не ги маски почитуваме и се мерките? дезинфицираат. Точно. Значи? Именно ако може малку да појасниме, Гоце Стивковски беше дел од концертот на Архангел кој се одржа на отварањето на Таксират фестивалот. Мерките беа многу строги, прилично за публиката, дури можеби атмосферата беше чудна. Фронтменот на групата рече дека никогаш не настапувал во такви услови, но концертот се одржа. Верувам дека после тој концерт некој заболен, некој кластер од таму не излеза. Беа столчиња, се мереше температура, се дезинфицираа рацете, сите мораа да носат маски. Така што тоа на некој начин се одржа. Дали е ова начин да имаме концерти во затворено, ако се почитуваат мерките? И од она што е ваше искуство или искуство на вашите колеги во странство, дали се толку опасни концертите во затворено ако се почитуваат мерките? Во суштина, значи, тоа беше прв концерт кој што беше организиран на затворено, веројатно. Мислам, ја барем кај што сум настапувал. Дента која беше тоската проба, значи, се внимаваше буквално на сите можни мерки, пропишани протоколи, значи луѓето од продукција, од организаторите, од Пасворд, значи буквално со метро мереа 2 метра, растојание столче од столче, на трибините беше исто. Значи вечерта на концертот маска, случајно некој ако ја симнеше воздух малце да земе, значи имаше ридари кои опоменуваа. Реагира, така да сакам да речам дека беше малце траур тоа, како не личеше многу на рок концерт, ако може така да се каже. Поради тоа што мал број на публика, меѓутоа што се однесува до мерките и до нивно запазување, значи мислам дека беа повеќе од 100%, да не биде 102,5, нели? Испочитувани, така да сметам дека тие ќе работат и во иднина, гледајќи ги настапите на Македонска филхармонија и опера, и таму се со 30% публика, значи исполнетост, истите дезинфекција, температура на врата, мерење и такви работи. Значи Скопје Джез фестивалот исто помина, бев присутен во публиката, така да кажам, сакам да речам дека во Македонија се почитуваат тие мерки од страна на организаторите и тоа е навистина на едно стварно врвно ниво организирано. Значи не зборуваме за атмосферата, кога е джез настап или кога е сериозна музика, на пример класична, тогаш, на пример, дури е нормална таа атмосфера, само што малку помалку публика од вообичаеното. За рок концерт, сала како Борис Трајковски, на пример, што собира 15.000, мислам дека беше така? Да, 10 Така нешто. Значи, на 15.000 и 1.000 луѓе внатре, пошто исто според протоколите до 1.000 луѓе ви се овозможени да имате, значи, на тока во затворен простор. И тоа е малце изгледа вака чудно, меѓутоа во ред беше на крајот од криштата, знаете, ќе почне чудно, после втора, трета композиција, песна, сето тоа работи како што си, како што треба. Начин постои. Уште нешто сакав да кажам, пошто ние сме членки на таа джез асоциација, Европската джез асоциација. Пред 2 дена стигна еден мейл кај што италијанската ивент индустрија имаше истражување кое што го има објавено преку мейл, кај што од 340.000 посетеност, значи посетени луѓе кои што биле на 2700 настани, мислам дека ги прочитавме. Во временски период од јуни до септември, значи имаат истражување на еден заболен од ковид, само еден заболен од ковид и уште едно тестирање кај што тестот бил негативен. Значи тоа се 2 случаја во јуни, јули, август, септември, значи 3-4 месеци период од 340.000 луѓе кај што имате еден изолиран случај само. Така да носејќи се по овие истражувања, да кажеме, кои што некои поголеми европски држави, на пример, ги прават, пошто они се сигурно малци повеќе засегнати нивната индустрија, пошто е таму малци поскапо и поголемо и се.
Ние исто правиме паралела тука како би можело тоа да функционира. И од тука, значи, ќе направиме на пауза, пошто веќе оди во сегментот на Сдруженијето за напредување на правата. Што тука сакав да го надоврзам Пеца. Сега останува спорно што? Ние бевме сведоци Комисијата за заразни болести во еден миг излезе со некаква препорака околу децибелите музички. Таа изјава беше прилично исмејана во однос на тоа што точно знаат тоа ограничување во децибели ќе придонесе за спречување на ковидот. Потоа нели забраната следеше за диџеи и пејачи. И сето тоа изгледа некакви сегментарни ограничувања кои не се јасни точно и зошто се направени. Па јас ќе ти објаснам затоа што се имам сега доволно слободно време да се занимавам со таа проблематика, бидејќи сум и член на новоформираното Сдружение за унапредување на правата на музичарите Музика сега, која што почна како една иницијатива на која ни се приклучи и се уште и се приклучени повеќе од 2000 музичари и музички работници. Хронологијата на нештото оди вака. Во март се забрануваат било какви музички настани. Во април и мај работиме, па можам да ја наречам слободна работна група на иницијативата Музика сега, која што бидејќи веќе во Хрватска и во одредени земји Бугарија се враќаат музичките настани. И се уште постојат. И се уште се во Мене е многу фасцинантно како тоа Италија, која што имаше илјадници мртви само во еден ден, има 360 настани, а кај нас беа добар дел од настаните забранети. Значи некако испаѓаме попаметни. 2700 настани. 2700 настани, доста попаметни сме од италијаните очигледно, или од друга страна луѓето кои што се во комисиите слично не знаат што прават. Поверојатно во второ. Вака одат работите. Во април мај се изготвуваат протоколите на кои што работат, ми Гоце беше вклучен во таа работна група. По терк на Хрватската глазбена унија или музичка унија. Како музичари ги изготвуваме протоколите, во исто време Сдруженијето на културни промотери, односно на продуцентите, продукциите изготвуваат протоколи. Во исто време и членовите на евент индустријата, каде што се оние сите рентални компании изготвуваат протоколи, горе-долу тие протоколи си личат едни на други. Комисијата носи одлука за усвојување на тие протоколи, меѓутоа на протоколите кои што се однесуваат претежно на јавни настани, на отворено и организирани од продукциите или од културните промотери. Настани во угостителски објекти од музички карактер не смееше да има до септември година. Значи, онако ќе излезе некој од комисија или кој ќе каже некој од ценетите доктори дека ете се случувале журки, музички концерти. И дали во тие цели 5 месеци некој се обрати и праша каде и како ќе обстанат сите овие луѓе, од што ќе живеат? Цело време прашуваме. Цело време прашуваме, меѓутоа ајде тие протоколи овозможија некакви концерти од типот на јас со Супер Хикс бев дел од Дип фестивал и Битол отворен град кој што беше организиран максимално по сите протоколи со само 30% од публика, со одржување дистанци, маски, дезинфекција, проверка на температура на секој посетител и така натаму. И исто како по теркот на италијаните не сум слушнал, знаеш, тука е најголемиот проблем. Ја не сум слушнал да се случи кластер или некој од така добро организиран концерт да излезе позитивен на коронавирус или заболен. Кои се податоците или анализите со кои што располагаат, бидејќи неколку пати ги прашавме и тие вообичаено имаат одговор од комисијата, па тоа е така. Како е тоа така? Имаме ли ние точни анализи и бројки каде се заразени или само врз база на оние 3-4 инцидента кои што се случија на настани организирани во приватни објекти и еден организиран на Хераклеја, тоа беше на Петар Грашо, каде што излезе од контрола ситуацијата, а на кои што надлежните органи не реагираат кои што треба да реагираат. И зошто се генерализираат сите така, именно, вие излегувате колатерал на поединци инцидентни ситуации во кои не се почитува протоколите. Но не државата не реагира од една страна, тега прави што сака, па тоа што делува воопштено кога вие веќе велиме за тие такви многу строги протоколи, но можност за одржување на концерт има. Останува прашањето отворено сега за оние јавни настапи, популарно речени свирки во угостителски објекти. Дали се тие целосно забранети? Имате некаде свирки ве ангажирани? Целосно забранети. Значи пак е повторам, тие беа целосно забранети до септември. Во септември беа донесени и изгласани несмасни протоколи, тоа е она со 55 децибели. А добро, кое е оправдувањето кога веќе во еден објект угостителски работи објектот така дозволено е да има луѓе таму? Нормално помалку со кои јадат и седат без маски додека јадат, и слушаат музика, каква би била разликата доколку некој би свирал? Нема разлика. Во објектот. Нема разлика, али за комисијата е тоа најстрашно нешто затоа што ќе ги разболиме сите што се таму. Значи, како да ви кажам, проблемот за
генерално се жалат дека не се почитуваат протоколите од комисијата. Ја мислам дека сето тоа е последица на несериозното работење нивно. Не влегувам во делот кој покрива, не знам, нормална заштита како што се носење маски, почитување на не социјална, туку физичка дистанца и миење раце. Меѓутоа, еве ќе давам неколку примери. Кога народот гледа дека за политичарите, тоа беше летово случај, кога министерот за здравство требаше да патува во Атина, се носи правило каде што доколку патувате во странство, при враќање мора да одседите 14 дена по протокол во изолација, освен ако сте политичар на Република Македонија, односно дел од влада или од комисија. Вчера видовме дека на погреб, дури и со полициска пратња, можат 300 луѓе да присуствуваат и никој не реагира на тоа, и ако се знаеш и најавено беше дека ќе биде масовен погребот, а други луѓе, нормалниот човек, не може да си ги испрати најмилите, ни со своите роднини можат 10 души да бидат таму. Во исто време, член на комисијата за заразни болести, еден од тие што ја носи забраната за музика во угостителски објекти, и е сликан присутен на концерт каде што директно се кршат правилата кои тој ги носи, и човекот, се вика Виктор Исјановски, е директор на здравствен дом Скопје, е сликан како ги крши правилата, прво затоа што не носи маска, второ затоа што стои, а според протоколите не смееше во угостителски објект никој да стои, туку мораше да биде послужен и да седи. Друго е преблиску до пејачот. Сакам да кажам, тој човек не ги почитува своите правила кои ги носи и ме чуди како е се уште директор на таа институција. Сакам да кажам, ова се неколку примери каде што народот, обичниот човек, гледа дека или нема вирус, ако може политичарот да се врати и да не седи у карантин, можда не е опасно. Ако на политичарот погребот има 300 луѓе, на нормалниот човек има 10, можда нешто е, не знам, и луѓе поставуваат прашања и тогаш идат во сосема друга крајност, каде што е страшно опасно, да се помисли дека нема вирус или не е опасна ситуацијата. Сето тоа е заради несериозност на комисијата, незините членови и одлуките кои ги носат. Например, сите сме сведоци дека во јавниот сообраќај е страшна гужва. Ако јавниот сообраќај не е опасен, а е опасен пејачот кој стои позади микрофон и кој со контролирано дишење пее, И е далеко од публиката. И е далеко од публиката, това не гледам како може да биде опасен. Повторно ќе кажам, кога имате професии каде што фризерот или козметичарот стои буквално над вашата глава. Да. Така да, кога ќе видите нешто дека е нелогично, ако од тоа и ви зависи вашата екзистенција, нормално дека ќе дигнете глас, како што јас се бунам. Тоа е селективно однесување на... Извинете, само уште една работа околу несериозноста, и политичарите си дозволија да го изигруваат законот и правилата со тоа што, например, имавме 2 свадби кои беа одржани во странство, али пучанството овде треба да иде само со 2 сведоци да се венча. Сакам да кажам, сите тие работи влијаат на тоа да помалце се почитуваат мерките, а во исто време секогаш први на удар сме ние музичарите. Што предлагате вие практично сега? Еве, малку го прокоментиравме, има сигурно уште многу за зборување околу тоа колку сето ова создава некоја чудна, нелогична слика на развојот на настаните. Како што рековме, имавме период кога имавме 20 заболени, па тогаш ништо не работеше, бевме во локдаун, сега имаме 500 и ќе стигнеме веќе. Уште нема локдаун. Тие мерки и правила некако се донесуваат адхок како стигнуваат информациите, некако се синхронизираат во регионот, веќе тука да не навлегуваме, меѓутоа што предлагате вие? Како може да дојде до решение на тоа што вие го барате? Па јас би одговорил, значи пред се само би се навратил малце на кажувањето на Џони. Пејачи и диџеи, значи тоа малце вака изваден сум од памет. Значи јас како бубњар или тапанар или басист или пианист, зошто тогаш да не биде забрането да свириме во клуб или да свириме било каде, така? Значи, они викаат забрането е одржување настани на пејачи и диџеи
во угостителски После го објекти. преформулираа, тоа меѓутоа не се. Да, значи тоа е едно незнаење кај интелектуалци, например, доктори, тоа е као вие да кажете дека некој надри лекар и лекар кардиохирург се исто. Знаете, тоа лекари се, знаете, лекари. Толку е тоа. Значи, таква незаинтересираност, луѓе кои што завршиле магистратури, докторати, давале, специализирале, правеле чуда, исто има и во музиката. Значи, музичарите исто завршиле факултети, цел живот се посветени да се специализираат на тоа, сега зборам за и тие што се под државна институција и тие што се независни уметници, односно, спаѓаат еден куп таму. Така да, мора да има малку подобра анализа на теренот. Значи, еден од предлозите што не верувам дека тоа ќе го направат сега и одма, поради тоа што од качување на бројките секојдневно, не верувам дека некој би се зафатил со таква голема акција, меѓутоа мора некогаш да се направи. Мислам дека првенствено треба да се формираат некакви тимови, кај што ќе има барем некои писмени луѓе од музичката фела, а тие доктори, комисија, за заразни болести и политичарите, значи да седнат, тоа се решава за ден-два. Значи имате тука една од покрај паричната помош финансиска, например, за најзагрозените, што се. Ја не спаѓам во тие, пошто сум вработен во државна институција, да се разбереме. Меѓутоа, тие луѓе кои што не остваруваат приход, значи и како треба да се направи некаква помош да има. Втората работа, медиумите во ова невреме, значи треба, поготово јавниот сервис, као Македонската радиотелевизија, треба уредништвото и како да се зафати со една анализа од типот. Имате вие луѓе кои што не пеачи и диџеи е многу добро, ќе се навраќам цело време на тоа. Значи не е музиката во Македонија само српско и не е диџеј што пушта одредена мејнстрим музика за да заврши со српско. Значи тоа е очигледно пример за наша државичка 15 години како функционира и луѓето како тоа Дали се го го спомнуваме доживуваат. националниот сервис како можност, ако има интерпретација на музиката, видете, највише- да влез на никакви средствотанти ми дали таму алудираат. Така, таму алудираме. Да, значи тоа добро, првенствено на што јавноста треба тоа да не е се баш- направи. Во изминатиот период имаше Сдружение за заштита на изведувачките и продуцентските права. Тоа е македонска музичка индустрија се ММИ, викаше. Значи треба итно да им се врати лиценцата на ММИ, пошто се моментално најуходано во тоа како тоа се прави таа распределба, таму има посебно сметководство, веќе имаат база податоци за кој што правил, како правил, и да се нормално тоа да се надгради, за да можат музичарите кои што работат активно да осварат некакви плюс придонеси преку тоа. ЗАМП исто би ги спомнал тука, меѓутоа они функционираат врз база на распределба. Тоа е она што многу музичари, например, морам да го кажам ова, тоа е музичарите мислат дека ако снимиме ние сега песна и искочиме на телевизија, и ако не емитува некоја локална телевизија, дека ние по автоматизам ќе имаме пари. Не е точно. Главниот финансиер е Македонската радиотелевизија. Останатите национални телевизии мислам дека плаќаат паушали нешто колку што сум запознаен. Меѓутоа тоа не значи дека и они не треба еднаш според мене да се потрудат да направат некаква емисија во живо кај што ќе бидат не знам и останати правци покрај пар спотови или покрај една одредена екипа која што само народни песни продуцира, зборам од емисии што сум видел. Може да имаат емисија за рапот, така, да пуштаат некои ствари од таа рап сцена или хип-хоп, како се вика. Може да рок-н-рол емисија да направат, може да направат джез емисија, по примерот, ако не знаат како, под примерот на ХРТ, имаат време за джез. Значи, во Македонија постојат една група на луѓе кои што долги години се, значи, има континуитет нештото. Значи, тоа што ние не го гледаме или луѓето низ држава не го гледаат тоа не значи дека не постои, така? И затоа треба малце ние ќе испорачаме исто како Сдружение на джез музичари одредени барања и тоа подковани со наши, да речеме, поддржувачи од Европа, со
написмено, значи со печат, подпис, сакав да речам, кај што ќе ги доставиме и до председател на Републиката, и до председател на влада, и до Министерството за култура, и до релевантни, чак што ише и до Министерката за образование, пошто и тука има некои чудни работи, недоречени, би рекол, кај двата факултета во Скопје и во Штип, кај што дел од нашиве кои што се дефицитарен кадар, значи кои што имаат завршено надвор по Европа, дел од нив во Беркли, значи немаат едноставно 7-8 години немаат решено никаков статус во Македонија. И за мене е тоа страшен проблем. Тука сега веќе ќе влеземе во думата да ги отвориме и оние и така горшливи прашања кои се однесуваат на музичарите, верувам дека има многу нерешени, а кои само да поентирам, поентирам. Значи поентата која е? Поентата е еден сегмент од музичарите кои што треба да добијат помош, така, луѓе кои што свиреле свадби, кои што свиреле по клубови, сега моментално не ги делиме на клубски свирачи или свадбари или што и да е. Значи секој има право да оствари преку здруженијето некаква финансиска помош да може да преживеат преку зимата, така. Од друга страна, сега тоа е исто има многу точки кои што треба да се разговараат. Таа комисија исто за заразни болести треба да види кој клуб во Македонија, значи може да се свири, значи не збориме за 2 квадрати. Има локали кои што се свирело претходно и ја не гледам лично никаков проблем да тоа не се продолжи понатака. На крајот од краишта да имате инструментална музика, тој диџеј нити ќе му пее, нити нешто ќе му пушта народна музика. Што ако диџејот пушта само фанк или пушта само џез или пушта само блуз? Значи нема тука да се качуваат на маци на столици, да крчат флаши. Очигледно ова што го кажав последното има репер на комисијата и они мислат дека ако некој Ако има музика, која што ќе биде од Даца Лука се да направиме промоција, да. Попуштени, поагресивни. Никој не се качил на маса никогаш. Да. На нашите концерти исто се урла, се вика, ама овој под протокол сите беа во своје трло и нема можност за контакт. Зависи каква е музиката. Она што заборев преска да го кажам е смешна ситуација кога ни забранија да пееме, сега вториот пат во исто време ги отворија границите, беше така. Не, многу нелогичности има. Додека извезувавме преку нашиот аеродром заболени констатирано на слетување во Финска и комисијата не убедуваше дека ама тие не се наши, тие се од Косово. Па тие од Косово влегле во Македонија заболени, а ние ги отворивме границите да влезат. Значи не гледам како се носи една мерка која е во спротивност со она што не убедуваат, а во исто време ни забрануваат да работиме. Она што би било битно е да негде прочитав дека буџетот на Министерството за култура оваа година ќе биде намален. Мислам дека треба да биде напротив зголемен, затоа што баш чинителите во културата, културните работници сега прв пат имаат проблем каде што на вистина не можат да приходуваат за себе. Така да треба да се треба да се зголеми буџетот и да се помогне на оваквото и би ги повикал сите медиуми да гледаат да ја зголемат својата содржина со македонска музика. Фирми кои планираат своји промоции можеби можат и да се договорат со музичарите унапред, да им излезат во пресред, да го поминат овој тежок период. Сакам да кажам, би требало како општество да се грижиме за културата. Сега ние случајно сме од музичката фела, меѓутоа зборувам за целата култура, затоа што спремни сме секогаш да се лупаме во гради како ја штитиме македонштината и нашата култура и историја и како сме биле познати и никој не може да не ни надпее ни надигра. Меѓутоа тоа нема да остане ништо ако се продолжи со ова темпо. Значи ќе се случи замирање на барем на музичката култура. Имаше добар статус пред 2 дена. Вели, како беше она, важевме за Република, за држава, кај што, немој да играш, немој да пееш, ако дадеш. Во ситуација имаме обратна состојба во која што ние не играме, не пееме, а кој сака некако има дозвола да дојде од страна, знаеш, и да отпее и да изигра. Инаку, кога ги спомена, конкретно морам да кажам дека во четврток имавме средба Сдруженијето музика сега со представник на владата и беа испорачени 5 барања, 5 точки.
Првата точка и најглавната е доколку ова продолжи, очигледно дека ќе продолжи. Ја искрено не сум некој оптимист дека посебно во услови на вакви бројки дека нешто ќе се промени, кога требаше не се променија нештото и не идоме на слух за нашите проблеми, не па сега, но барем државата кога веќе ти забранува дејност, па макар и во услови на пандемија, тогаш нека обезбеди финансиска помош за најзагрозените категории. Ние како здружение и останатите здруженија на музичари, тоа го бараме, че некакви минимални износи или што и да е членовите на здруженијата да добијат, а очигледно дека оваа состојба ќе трае, макар да биде тоа на 3-месечна или 6-месечна база. Тоа е нашиот прв предлог. Во преговори сме за тоа, не знам што ќе се случи, ќе видиме, ќе имаме повторно среда следната недела. А другите моменти се оние кои што веќе Гоце и Џон ги спомна, тоа се застапеноста на македонската музика на медиумите, поголема присутност посебно со акцент на националниот сервис, кога го спомна буџетот на Министерството за култура и да е намален, нека биде фокусот и тоа директно беше пренесено и по писмен пат и на сите релевантни фактори од претседателот до Министерката за култура, здравство и така натаму, буџетот да биде фокусиран на наши артисти, на локални артисти. На некои што работат творат. Така имаше еден случај со отворањето на Охридско лето, ако се сеќавате, беше најавен концерт на кој музичар? На Желко Јоксимовиќ. Да, на Желко Јоксимовиќ, па Што да коментираме? гласноста после во медиумите некако ретерираше директорката, па тоа се Па со пороча. години се финансираат наставен национален интерес Така. на артисти кои што доаѓаат од Србија, Хрватска и така натаму и се со сомнително педигре. Па, Значи полутурбофолк Не, тоа би требало другачи да се каже. За тој Значи, фестивал Желко никако Јоксимовиќ не е, нему е да. местото на Охридско лето, на фестивал како Не, Охридско лето. меѓутоа зборуваме за посебна ситуација во која што немаме забрана на Не луѓе за зборуваме дејност. сега за поддршка Значи, на некој приватен локални менеджмент, на некој што сака Желко Значи, мене Јоксимовиќ тој да го член на донесе. комисија кој што беше споменат ми рече, Да. јас имам пријатели во Америка и во Нов Зеланд кои што се музичари, па не работат. Точно е. Меѓутоа Нов Зеланд одвои 4 милиарди долари на двогодишна на двогодишен план и стратегија направија за заштита и тоа пред се на независните артисти, на некои што не се вработени во институции, кои што немаат хонорари, немаат приходи. Исто и во Германија се дешава. Милиарда и 700 милиони долари само за Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, Green Day и уште пар бендови. Значи зборуваме за богати бендови кои што имаат том вработени. Германија од самиот старт одвои огромни средства. Кои на крајот Зборуваме што за имаат и милиарди. капитал и можат сигурно да издржат пандемија и од 2 и од 3 години. Тука е прашањето, Да. што правиме ние? Значи, ако државата нема капацитет тоа да го покрие, мора да најде механизам и комисиите и сите некако да работиме. Или нека ни отворат, не знам, работни места некои фини. Има. Во администрација секторот, вајде има, платени. може да има и во администрација. Може би во администрација наместо тие што не работат, ние ќе поработиме тоа нешто. Можеме Да, имаме таму, имаме 7 и кусур милиони евра што идат уплати за тие 8-9 рекол. што немаат ни Ќе канцеларија подработиме со. нешто, Да, ќе еве од волонтираме. дома ќе работиме. Да, не е проблем. Она што исто така иритира е дека инцидентите што се случија, концертот Петар Грашо, Четковиќ, Владо Георгиев, Јелена Крлеуша и други кои се случуваат во угостителски објекти, тие се користеа како повод да се забрани работата на музичарите во угостителски објекти, наместо да се казни инспекцијската служба која не успеала да реагира на време и да се затвори објектот кој не ги почитува правилата, без разлика дали е тоа со асистенција. Сигурен сум дека асистенција на полиција, ако не се почитуваат протоколите, можеше да донесе казна некаква или да исклучи музика. Мислам, тоа го прати дома на журка. Значи, неспособноста на органите кои треба да ги чуваат протоколите и да се грижат за нивно почитување, не ја извршиле својата работа, а казнети сме ние, кои немаме никаква допирна точка, нити со инцидентите каде што се прекршени правата и каде што луѓето кои ги донесуваат забраните се журкаат. Да. И е тоа солудо. Тотално е ван памет. Ке имате ли средба со Министерката за култура? Се надеваме побарана. Побарана? Да. И се надеваме дека уште во текот на неделава ќе имаме не само со министерката. Ние навистина сакаме конечно да вклучат и во ова ќе трае, вирусот е присутен, постои, веруваме во него. Не веруваме во него, дај Боже, дишат не побргу, меѓутоа мора да најдат механизми оние кои што се одговорни за оваа категорија на луѓе кои што вклучуваат директно или индиректно вклучени 20.000 луѓе. Затоа што
се обидовме на представници на владата да им објасниме каква е опасноста од тој домино ефект. Никој не го гледа тоа, имавме доста реакции и кон нас и критики за протестите и за сето оно што се случуваше во периодот. Па обвинување дека не сме плаќале данок, не знам од каде тоа. Јас секогаш примам своите хонорари на сметка и е платен персоналниот данок на таа сума, дека ништо не сме работеле, дека сме ширеле заразата. Значи неосновани обвиненија едноставно, а цела категорија на луѓе и поголемиот дел ги почитуваат и протоколите, и внимаваат и се чуваат. Јас маскава не сум извадил од март, освен кога настапив 2 пати оваа година. И да се најде механизам едноставно да им се помогне, затоа што ефектот ќе биде многу поголем. Не сме само ние тука, тука си гостителите, ресторани, нотни клубови, игротеки, ивент индустрија. Така, индустрија, рентална компанија, луѓето продаваат опрема. Имаме колеги музичари кои што буквално продаваат својата опрема за да преживеат. Немаат храна дома веќе, не може да ги покријат своите основни сметки. Државата е она која што на потеки мора да покаже сериозност и подготвеност да помогне. Или ако заглават некаде, значи треба да се обратат барем еве до овие здруженија постоечки, да се ислуша тоа како да се најде концепт како може да се функционира. Јас не еден ден. Морам да признам дека нашите протоколи не беа усвоени, не беа разгледувани до крај. Точно, Од музичарите. До ден денес стојат во фиоките на таа комисија. Него стално даваат предност дали е тоа ивент индустрија, дали е поголеми што се као, меѓутоа мислам дека наскоро ќе ги усвојат и овие наши, ќе мораат. Така, тоа што е основа е разграничување на нештата, да не се става сето во ист кош. Јас се надевам дека опфативме делот тоа што е во овој миг важно. Ако најдете на некаков слух, тоа ќе биде добра вести за медиумите и за вас. Ќе видиме како ќе се развијат настаните. Многу ви благодарам што бевте наши гости. Гоце Пеца Џон. Да се надеваме дека ќе се најде решение во цела оваа Па јас се надевам дека министерката кога зборуваше на пресконференција зборуваше за зачувување на културното наследство и ми делува како министер кој може би после долго време е некој кој еве ја мислам без да се запознавам со министерот и нејзината работа затоа што е брзо назначена, ми делува како некој кој ќе има слух за вакви работи и се надевам дека ќе најдеме таму како сега тоа? Приемчиво уво на слух од повеќе од 55 на слух од повеќе. На слух од повеќе од 55 И уште само на самиот кред што се става акцент на работата на министерството, некако таков печатот добив јас дека се става акцент на заштита на културното наследство, тука се мисли на објектите. Да, со години се занемарува за сметка на заштита на културното наследство, а се и културно наследство, нели во овој миг тоа што се случува како култура, станува културно наследство. Многу ви благодарам уште еднаш и да се надеваме на добар исход. Фала за поканата.